македонката Емилија Марковачева, која живее и работи во Валенсија, за Македонија наутра, ни раскажа за големото ни време кое што ја зафати Шпанија. Со неја разговараше колегата Мартин Николовски. Еве. Катастрофата што се случи на 29 октомври и поплави огромен дел од Валенсијанската покрајна, предизвика огромна штета и зеде голем број на жртви, од кои 226 се потврдени, а се уште има исчезнати по кои што се трага. Поплавата се случи при големо невреме и дожд, кој во рокот 8 часа наврна колку за една цела година и предизвика одлевање на реките, носејќи се со себе автомобили, делови од куќи, дрва и за жал и жртви. Клучна причина за огромниот број на жртви е тоа што не беше навреме информирано за таква опасност. Предупредувачкиот аларм беше пуштен на телефоните кога веќе се беше поплавено. Загрижувачки е исто така што помошта во афектираните зони пристигна многу доцна, некои 5 дена после поплавата. Луѓето беа оставени без никаква помош неколку дена заробени во блато. Нешто што одмогна во оваа веќе трагична приказна е ново невреме и нова поплава која што се случи на 14 ноември претходната недела, 2 недели после трагичниот настан. Се поплавија делови кои веќе беа афектирани, но и нови неафектирани делови во Валенсија и Андалусија. Секојдневно се работи на расчистување и раскревање. За комплетно расчистување ќе се потребни месеци, а можеби тука се зборува и за повеќе од година. После тоа ќе има и доста работа на реновирање и враќање во првобитна состојба. Волонтери доаѓаат од различни делови од Шпанија. Голем број на граѓани се самоорганизираат и секој ден се упатуваат кон погодените подрачја за да помагаат при чистење, снабдување со храна и вода и други потребни задачи. Јас, како дел од волонтерските организации, би ги замолила тие кои што се во можност да донираат. Секоја помош моментално е добре дојдена. Најидеално би било да се донира преку gofundme.com директно на погодените фамилии или преку Шпанскиот црвен крст и слични невладини организации.